Постои нешто што можеби долго време не си го забележувал. Можеби не си човек кој лесно кажува не. Кога некој има проблем, сакаш да помогнеш. Кога некој има потреба, сакаш да дадеш. Кога некој близок ќе побара услуга, тешко ти е да го одбиеш. И тоа е прекрасна особина, но кога станува збор за пари, може да стане проблем. Затоа што понекогаш најголемиот финансиски губиток не доаѓа од големо купување. Доаѓа од малите да што ги кажуваш премногу често. Ке платам јас, нема проблем, ке ти поземам, ке ти помогнам овој пат, не ми требаа толку. И едно по едно парите почнуваат да исчезнуваат. Не затоа што си неодговорен, туку затоа што понекогаш тугите потреби ги ставаш пред своите. Но сакам да направиме една важна разлика. Да бидеш добар човек не значи да бидеш финансиски достапен за сите. Можеш да имаш големо срце и сепак да имаш граници. Можеш да помогнеш некому без да го загрозиш сопствениот буџет. Можеш да дадеш без да се чувствуваш виновно ако понекогаш кажеш не можам. И можеби токму ова е една од најважните финансиски лекции за тебе. Не мора секогаш да ја спасуваш ситуацијата. Не мора секогаш ти да плакеш. Не мора секогаш ти да попушташ. Затоа што ако постојано даваш повеќе од колку што можеш, еден ден можеби ќе сфатиш дека си им помогнал на сите околу себе, а заборавил да помогнеш самиот на себе. Замисли кофа полна со вода. Секој ден од неа истураш помалку. На еден човек, на друг, за некоја сметка, за некој подарок, за некоја услуга, за нешто што не си планирал и секогаш си велиш само малку. Но ако постојано земаш од истата кофа, еден ден таа ќе стане празна. Истото може да се случи и со твоите финанси. Затоа пред да кажеш да на некој друг, прашај се дали можам да го направам ова без да си наштетам себе си. Ако одговорот е не, тогаш не е себичност. Тоа е граница. Има уште една работа. Можеби понекогаш трошиш пари за да си го подобриш расположението. Не мора да биде нешто големо. Можеби е нешто убаво што ќе ти го разубави денот. Некоја нарачка, нешто за домот, облека, излегување, мал подарок. И во моментот се чувствуваш подобро. Но по некое време, чувството поминува, а трошокот останува. Затоа следниот пат, кога ќе почувствуваш силна желба нешто да купиш, не си вели секогаш не, само направи пауза. Прашај се, дали навистина го сакам ова, или само сакам да се чувствувам подобро во овој момент. Тоа едно прашање може да се заштеди многу пари. И твојата чувствителност не е само финансиска слабост. Може да биде и огромна финансиска предност. Знаеш да ги почувствуваш луѓето. Знаеш да слушаш. Знаеш да разбереш што некому му треба. И тоа се способности што имаат огромна вредност. Луѓето плаќаат за решенија, но плаќаат и за доверба, за внимание, за чувство дека некој навистина ги разбира. Затоа, ако имаш способност да ја помогнеш на луѓето, не ја нуди секогаш помошта бесплатно. Понекогаш можеш да бидеш корисен и да заработиш од тоа. И не треба да се чувствуваш виновно. Помагањето и заработувањето не се спротивности. Можеш да имаш добро срце и добра цена. И може би си навикнат да мислиш, не сакам да барам пари за ова, можам да помогнам, не е ништо посебно. Но размисли, ако нешто ти одзема време, ти одзема енергија, знаење, искуство, не мора да продаваш се што знаеш. Но кога нешто навистина е услуга, дозволи му да има и цена. Не затоа што треба да земаш од другите, туку затоа што и твоето време има вредност. И сега сакам да ти предложам една многу едноставна работа. Во следните 30 дена, пред секој непланиран трошок постави си 3 прашања. Дали ми треба, дали навистина го сакам и дали можам да си го дозволам. Ако не едно од нив одговорот е не, почекај. Не мора да донесеш одлука веднаш. Дај си 24 часа. Ако и утреден да го сакаш, тогаш одлучи. Но не дозволувај моменталното расположение да ја носи одлуката наместо тебе. И уште една работа. Погледни ги луѓето на кои најмногу им даваш.
Не за да се лутиш, не за да жалиш, само забележи. Каде даваш пари, каде даваш време, каде даваш енергија. И прашај се, дали ова е взаемно? Не мора да биде 50-50. Животот не функционира така. Но ако постојано ти даваш, а некој друг само зема, може би е време да поставиш граница. И таа граница може да биде финансиски многу важна. Затоа што богатството не е само колку пари заработуваш, богатството е и колку од тие пари успеваш да задржиш. Можеш да заработуваш повеќе, но ако секогаш имаш чувство дека мораш да им помогнеш на сите, можеш повторно да останеш на истото место. Затоа, твојата следна финансиска промена може нема да биде како да заработам повеќе, туку како да пристанам да ги губам парите што веќе ги заработувам. Е, тука е разликата. Замисли, да помине 1 година и да си останал ист. Исти навики, исти непланирани трошоци, исто чувство дека парите доаѓаат и веднаш си одат. Не би го сакал тоа, нели? Затоа не чекај голема промена. Направи една мала. Следниот пат кога некој ќе побара нешто што финансиски не можеш да го дадеш, кажи овој пат не можам. Без долго објаснување, без чувство на вина, без извинување 10 пати. Само не можам. Ќе видиш нешто интересно. Светот нема да се сруши, некои луѓе ќе разберат, некои можеби и нема. Но ти ќе научиш дека можеш да поставиш граница и сепак да останеш добар човек. И ако денес треба да запомниш една работа, нека биде ова. Не можеш да се осиромашиш да докажеш дека имаш добро срце. Помагај кога можеш, давај кога сакаш. Биди дарежлив, но остави нешто и за себе. За својата сигурност, за своите планови и за својата иднина. Затоа што и твојот живот заслужува финансиска грижа. И можеби токму кога ќе престанеш да имаш чувство дека мораш да ги спасуваш сите, ќе почнеш конечно да ја градиш сопствената финансиска сигурност. Не мора парите да ти блискаат од раце. Можеш да ги задржиш, можеш да ги насочиш, можеш да им дадеш цел. И можеш да кажеш, имам доволно срце за другите, но имам и доволно почит кон себе, за да се погрижам и за мојата иднина. И може би токму таа промена ќе биде почетокот на една многу подобра финансиска година за тебе. Ви благодарам. Доколку ви се допадна видеово, притиснете лайк, претплатете се на каналот и секое добро до наредно слушање.